Ова беше меѓународна симулација на Европскиот парламент, која за прв пат се одвива на национално ниво. Учествуваат 10 училишта од Скопје, вклучувајќи ја Нова, 10 училишта од сите други општини во Македонија и 10 победници од претходните МЕП надпревари и учесници кои биле на меѓународните МЕП надпревари. Ова е значи модел на Европски парламент, каде што учениците практично учат како функционира Европската унија. За да бидат вклучени во надпреварите, предуслов беше нашите училишта да имаат дебатни клубови или модели на Европски парламент, кои накратко ги нарекуваме МЕП. Ние тоа имавме шанса да го формираме, бидејќи хронологијата на овој настан не води некаде пред 2 години, кога училиште со меѓународна матура Јосип Брос покани неколку од нашите ученици да видат како изгледа ова практично таму. Потоа имавме покана за пролетната сесија оваа година, но за жал не се сопаѓаше со други некои активности во училиштето, па ја испуштивме и ова беше фактички прв наш настан како екипа и едноставно почнавме речиси од нула, бидејќи учениците ги минаа сите фази. Од дебата, пишување на резолуција, барање на избори, што е прилично проблематично, ни се погоди да ја представуваме Чешката република во Европскиот младински парламент, а материјали треба да се бараат на дневно ниво, оние што се објавувани тековно, секојдневно во весниците, се разбира на англиски. Учениците требаше да имаат одлични говорни способности, супер добар англиски пишан и говорен јазик, исто така да ги познаваат функциите и како функционира Европската унија. Избравме една екипа која можеби по интуиција, можеби бидејќи работам со повеќето од нив 4 години, се покажа во најбрилјантно светло, што може да се каже, а еден куриозитет беше што ученикот што ја доби наградата, еден од 5 што ќе не представува во Мадрид, е ученик од 2 година и 16 години ќе наполни дури на 1 јануари. Значи, успехот е уште поголем. Сите ученици достојно ја представија Европската унија, мислам, моделот на Европската унија, да не зборуваме за гимназијата. Беше тоа едно несекојдневно искуство, особено третиот ден, кога седнавме во градското собрание на град Скопје и ни се обрати лично градоначалникот. Тогаш навистина добивме впечаток дека сме Европската унија во живо. Ми се чини дека ова е обид на младината да практично помогне. Ние сите знаеме колку сме заинтересирани за влегување на Македонија во Европската унија, практично да младите помогнат во реализација на овој сон. Да, тоа е звучно, бомбастично звучи, кој ќе кажеме, но тоа е само модел на Европскиот парламент, но функционира вистински како вистински парламент. Значи, ова е навистина обид на учениците од 4-та година пред се тројца и 20 ученици имаме од 2-та година, кој ја представува ова екипа на Јане Сандански. Ученикот што ќе представува нашето училиште и нашата држава пред се, бидејќи тој беше, не спомнав дека беа поделени во министерства, во комитети, тој го представуваше едно од најјаките министерства за економија и монетарни работи. Се разбира дека ова е најактуелно, еврото, оние строгите мерки што ги превземаат во државите членки на Европската унија. Значи, темата беше провокативна, интересна и Миле Гранчаров, кој ќе оди во Мадрид во ноември месец, тој ќе ви ги каже поточно датумите. Мислам дека ќе се спремаме сега повторно во оваа фаза да достоинствено ја представува и државата, се разбира, и младината на Македонија. Сепак темата беше многу покомплицирана од колку што очекував, бидејќи економијата исто така на Европската унија е многу актуелна, но припремата беше паралелно со нашите училишни обврски, така тоа го направи на некој начин потешко, но исто така мислам дека научив многу додека истражував за Република Чешка. Кога точно заминувате за Мадрид, што ќе се случува конкретно таму? Заминуваме на 17 ноември
И тоа ќе биде слично како националната симулација, но секако со повеќе ученици од над 12 држави и ќе имаме 7 дена наместо 3 дена што имавме во Скопје. Ќе биде на некој начин позабавно, можам да кажам, бидејќи како што повеќе ќе научиме и ќе се запознаваме со повеќе ученици од целиот свет. За твоето лично залагање во однос на постигнување и инвестирање на знаење во врска со ова тема и да не видува како е помог на менторството на професорката во случај. Во однос на наслаки, во однос на потенцирање, во однос на сваќање на проблематики поврзани со ова тема. Значи, ние активно работевме со нашиот ментор, со нашата професорка. Можам да ви кажам јас и сите ученици дека таа скоро секој ден ни праќаше линкови од интернет и статии кои можеме да ги прочитаме за да дознаеме повеќе, но исто така и во текот на пишувањето за некои граматички проблеми со кои се среќававме и тоа. Вакви работи што се случуваат обично и се патоказ за некои идни занимања во животот. Дали тоа се случај кај тебе? Всушност немам размислувано за такво нешто досега, но се надевам дека после Мадрид, после сесијата во Мадрид, ќе имам некаква насока и ќе се одлучам дали сакам во таа насока да се движам.